Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте уште едно издание на утринско Еспресо на 98,1 FM. Ова утро имаме црвен алерт. Во Европа има поради жештината на температурите, не имаме поради жештеноста на меѓународните односи, но овој пат од безбедносен аспект. Ово утро заедно со мене е Љубомир Ѓурчевски, нашиот безбедносен аналитичар, инаку пензиониран полициски началник. Добро утро, Ѓурчевски. Добро утро за слушателите на Радио Лидер. Посебна поздрав до вас и благодарам на каната. Дале во ред неговата позиционирана со микрофонот. Ѓурчевски, имаме држави биле во војна. Но и кога биле во војна, семејствата на лидерите добивале соодветен третман. Безбедносен третман, обезбедување и така натаму. Затоа што вие сте началник, најголем дел од граѓаните не знаат како изгледа тоа, да им објасниме. Кога семејството на еден лидер патува во друга земја, тоа патува секогаш Да рачистиме, не лидер, државник. Избран функционер. Било председател, било премиер, согласно уставното уредување на конкретната држава. Неговата фамилија по службена должност мора да патува придружувана со шестата управа, односно со обезбедување, вработени во Министерството за внатрешни работи. Тие луѓе секогаш носат оружје и при такви посети секогаш амбасадата на државата во земјата во која што тие патуваат испраќа нота, каде што се наведува во таа нота каде одат, со кого патуваат, какво оружје внесуваат, нивното обезбедување со спецификации, кои се, со број на лични карти, со се комплет. И на граница, од граница па натаму тоа се спроведува со помош на домашната држава. И тоа е така од кога постојат меѓународни односи на планетава Земја, уште од времето на кралствата, ако сакате, па потоа тогаш и се создава дипломатијата, значи во времето на кралствата, на големиот колониализам, ако сакате, присуството на одредени структури, на одредени држави, но ајде да се вратиме на постојат и дипломатските ноти како начин на комуникација, затоа што тоа е единствен начин како амбасадорот да искомуницира со државата, домицилната држава во која што е остваруваме одреден интерес. Семејството на премиерот Мицкоски патувало во Бугарија, во посета на пријатели во Пампорово, тоа е туристичка дестинација. Македонското министерство за надворешни работи преку амбасадата на Македонија во Бугарија испратило нота до бугарските власти во која што кажува сопругата и синот на премиерот патуваат таму, ќе бидат смесни, тие луѓе ќе одат со нив и така натаму. И таа дипломатска нота која Македонија ја испраќа до Бугарија завршува на бугарски портали. Се откриваат деталите за патувањето, се открива кој патувал, како го престојувал, што престојувал и така натаму, целокупниот идентитет. И се прашањето ми е, како со ова се загрозува безбедноста на семејството на премиерот? Ајде да ја поставиме работава поред. Прво, имаме два вида на патување. Едно е патување на избраните и именуваните лица службено, кога од самото пристигнување на граничните премини, аеродромите се гранични премини, на граничните премини државата која што е посетена од избрани и именувани функционери на друга држава подлежи на сеопфатно државно обезбедување, дури и по некој пат обезбедување од прв степен. Значи, со обезбедување, со предност на поминување на возилата, на објектите во кои што присуствуваат, посебно обезбедување во објектот во кој што престојуваат и така натака. Тоа зборуваме за избраните и именуваните. Вториот момент е приватното патување на членови, на најблиските членови на семејствата на избраните и именуваните функционери во државите, каде што постапката и начинот на комуникација меѓу државите, од чии представне, односно
од која што држава патуваат членот на семејството, најблиските членови, и се известуваат со дипломатска нота, во која што дипломатска нота се наведуваат сите овие потребни работи пропишани со меѓународно право. Што, кој, каде, колку денови, кај кого, со сите можни податоци и така натака. И сега што е проблемот кога би се провалила таква една односно кога би се одел, пошто тука станува збор за класифицирани информации од степен на доверливост, не е строго доверливо, него само доверливо, кога тие лица со оглед дека се најблиските членови на семејствата, може да бидат жртви на организираните криминални групи, на други политички, може да бидат жртви на омраза, на омраза и така натака и многу често пати се случуваат некои од ними да бидат киндапирани, нападнати, грабнати, уценети, задржани. Не дај Боже. Не дај Боже, немаме ништо такво, немаме за такво, среќа. но тоа е опасноста. Затоа викаме до кој степен се може да се да знаат граѓаните до кој степен може да се одите кога сакате да уценувате одреден функционер на одредена држава, вие ако му го нападните семејството, особено деца, сопруги и така натака, значи тој станува многу полесна жртва да стори нешто на штета, се со цел да си го заштити семејството, и затоа во меѓународното право тоа е строго определено. Кој вид на обезбедување, што вид на обезбедување, со какво оружје, со какви средства ќе се обезбедува, 24 часовно ли ќе се обезбедуваат, патролно ли ќе се обезбедуваат и така натака. Значи сето тоа е пропишано и во нотата е јасно и гласно наведено. И Бугарија таа нота ја објавува јавно. Пазете, таа нота не сме да се објави. Тоа се зато реков, тоа се класифицирани информации доверливи. Влегува на неколку портали во Бугарија и на неколку бугарски портали кои се представуваат како македонски овде. Загрозен е животот на луѓево, значи нарушена е безбедноста. Не само на семејството, и на припадниците на МВР, на сите кои што учествуваат, дури ако сакате и на домицилните бугарски полицајци кои што вршат одреден надзор, да не се лажи. И на домаќините, на сите македонци кои имаат викендица таму, може да се точно така. Но не е ни важно на крајот. Семејството, не, луѓето каде што се престојуваат, затоа што тоа е приватна посета. Но и затоа викаме и во овие приватни посети, мора да има дипломатска нота, известување, затоа што тоа се членови на семејството од прво колено, сопруги, деца и родители, мајка, татко на избраните и именуваните. Затоа реков, ако сме председателска држава, значи кај председателот, ако сме парламентарна, значи премиерот, председателот и така натака, затоа викаме избраните. Дури и на министрите кога патуваат, пазете, имаме кога одат на годишен одмор, приватно патување. Нели често пати наши министри одат во Хрватска на одмор, одат во Турција на одмор, одат во било каде. Вие не можете да го ограничите, и тога се известуваат домицилната држава во која што ќе оди, за да со цел да преземите одредени безбедносни действија. Грчевски Бугарија, односно наративот на овие бугарски портали е дека еве видете Мицкоски постојано ја плюка Бугарија, што не е точно. Мицкоски постојано е во расправи со Бугарија, а неговото семејство оди во Бугарија. Тоа како аргумент во Македонија држи нула. Зошто? Затоа што политичките аргументи во однос на Бугарија се едно. Така, политичките ставови и аргументи се едно, а состојбата на приватност и туризам и како да бизнис, ама и бизнис нека и бизнис што. Тоа е сосем друга работа. Сосема приватна работа. Македонија не е држава во која што ниту премиерот шири омраза кон бугарските граѓани, ниту ние било кој во Македонија има против некој да ја посетува Бугарија. Јас бев лани на одмор во Бугарија, што се? Ма ние некаде, пазете, Љупчо, пазете. Ние викаме Република Македонија, барем сегашното раководство на Република Македонија, према ниту една држава, не само Република Бугарија, према ниту една држава не шири омраза, хистерија, не Бугарија таа што има проблем со нашиот идентитет. Не, Бугарија има нашиот јазик, не, Бугарија има проблем сама со себе. Ќе дојдеме до тоа дека има сама со себе. Но тоа е друг муабет. Тоа е друг муабет. Сега ние зборуваме за еден дипломатски однос. Значи, што се случува, објавувањето на оваа нота е скандал. Зошто го тврдам ова?
Има Америка и Иран до пред недела дена беа во војна, така. И уште се, сега се веќе сега преговараат. Да, во Швајцарија. Но уште се. Иранската фудбалска репрезентација така игра фудбал во Америка, држави две. И нема никакви политички ексцеси на преварите. Значи одат и никој не прави нота овој од Иран е обезбедување од револуционерната гарда, овој дошол, оној отишол. Имало состојби во кои што две држави биле во конфликт, во војна. Посетите да не на одиме лидерите... подалеко, Златев, Балканов да го земиме. Србија и Хрватска, србите и хрватите. Значи, вие знаете што се случуваше во Краина и така натака, и во Славонија, и кои активности, и што активности, или со Босна и Херцеговина. Но, граѓаните и тогаш, приватниот дел од живеењето, било да е тоа во делот на економијата, било да е тоа во делот на образованието, било да е тоа во делот на здравството, било да е тоа во делот на безбедноста и така натака, функционира непречено. Ние во мирнодопски услови, две држави кои имаат подпишано договор за пријателство кој е важечки во Бугарија и во Македонија. Така. Значи ние имаме договор за пријателство, Бугарија и Македонија имаат. Подпишан 2019 година. И тој договор е на сила во Македонија и во Бугарија. Така, ама ние имаме... И во таа состојба... Еден куп билатерални договори пред 2019. Некој се дрзнува да објавува детали за патување на семејството на премиерот и предизвикува дипломатски скандал. Какво е ова ниво на примитивизам? Ова е непријателство. Непријателството оди во таа насока, како некој кој што сами од себе се чувствува помојчен затоа што е член некаде, а некој аплицират за да биде член во таа организација, ги користи сите бенефити од своето членство да уценуват, да се закануват со цел да остварит некои права кои што не му припаѓаат. Идентитетски права. Пошто не им припаѓаат тие идентитетски права на бугарите, јас сум зборувал за тоа. И во една таква констелација они прават дипломатски гафови. Еден од тие дипломатски гафови кои што нашето судство треба да го истражите и палењето на предните леви гуми од кај возачот пред бугарската амбасада. Инцидент кој што јас бев првиот што го осуди најригорозно. Значи најригорозно, затоа што екстериторијалноста и безбедноста на дипломатско-конзуларните представништва мора да ја гарантираме како држава и мора да ги исполнуваме тие работи. Тоа се меѓународни договори. Колку беа стари возилата кои беа запалени? Не е спорно, не. Ама пази, ама тој дипломатски гаф, ние сите, јас зашто и во неколку настапи реков, за тој дипломатски гаф постојат индици, тоа се основи на сомнение, дека нешто не е така како што е презентирано. Но сето тоа треба да биде истражено. Ние сме сериозна држава, која што сериозно постапува, гарантираме безбедност на дипломатско-конзуларните представништва, ја почитуваме екстериторијалноста, внатрешното обезбедување, надворешното обезбедување го планират Министерството за внатрешни работи, дали тоа ќе биде 24 часовно со физичко обезбедување, дали тоа ќе биде патролно обезбедување или кој вид на друго оперативно, не знам, со видеонадзори, со сите елементи. Значи тоа се е во плановите на Министерството за внатрешни работи е офатено. И точно заради тоа, ние кога покажавме и те како знаење и почитување на меѓународното право со брза и ефикасна постапка и изведување на осумничениот пред лицето на правдата, кога се отвори прашањето и кога излегува основаните сомненија, односно индициите дека таму нешто не е така како што е презентирано, дека нешто е скандалозно, тогаш Бугарија го направи овај скандал кој што сега и те како се диркат во приватноста и безбедноста на семејството на најблиските семејството, на пример. Ја не би сакал да сум во состојбата на Мицкоски во овој момент, затоа што некој да те дирне по сопруга и по дете. Во случај во кој што тие луѓе најлегално, најзаконски си патуваат, нешто што имаат право сите носители на пасош на Република Македонија. На дипломатски пасош. Мислам дека фамилијата нема дипломатски пасош, добро не е, но имаат право да патуваат. И луѓето патуваат.
се почитува протокол, се праќа нота до официјалната Све. држава, се прави се да е како што треба, да не се вознемири, нели, затоа што имало случаи каде што не најавени доаѓале, пак ќе ги пуштат, си имаат пасош луѓето, ама малку има проблем. Ама не дозволете. Тука е се протоколарно, Протоколарно, по така. правило, по се, и во таа состојба. Вие се што е тоа по протокол, примитивно онака да излезе личен податок за семејството на Дозволи. премиерот на портали од страна, што може да излезе само од едно. Од каде може да излезе тоа? Само од Министерството за надворешни работи. До на внатрешни Република- не влегува тоа? Не, дозволи. Тоа сака да ти кажам. Ако некое лице кое што поседуваат дипломатски пасош на било која држава, на граничен премин се за влез во друга држава, се идентификуваат со дипломатскиот пасош, Министерството за внатрешни работи е должно да го извести Министерството за надворешни работи дека Ѓурчевски Љубомир со дипломатски пасош влегол во Република Бугарија. Ме разбираш? Во тој случај службите си превземаат соодветни активности. Затоа што Ѓурчевски Љубомир штом дошол, тој дошол со некоја намера. Дали е тоа економска, дали е тоа културна, дали е тоа спортска, дали е тоа здравствена и така натака, ние во основа, како викаме, најголемиот број на агентура нас ни се вртит во делот на дипломатијата, во делот на дипломатските пасоши. Ме разбираш? Што сакам да ти кажам? Нали ја сваќаш поентата на целиот совршено. И сега, вие кога имате една таква состојба, значи затоа викаме Агенцијата за национална безбедност, порано Агенција за контраразузнавање, е таа која што ќе си превземит оперативно-тактички мерки за покривање на тие лица додека се присутни на Република Македонија. Каде одседнале, што одседнале, со кого одседнале, затоа што 10 пати поголем гаф би било доколку некој дипломата кој што влегол со дипломатски пасош во Република Македонија, доколку биде грабнат, киндапиран, доколку за него се барат откуп, доколку му стора други кривични дела, тоа ќе биде дипломатски пораз за Република Македонија, безбедносен пораз за Република. Не мора да, јас ја земам Република Македонија, тоа истото важи и за тамо. И затоа овај крајно непрофесионален однос на Министерството за надворешни работи на Бугарија, што оваа дипломатска нота ја направиле достапна до портали, до медиуми и така натака, а знаат дека станува збор за класифицирана информација со степен на доверливост. Значи, како имаме доверливост, строго доверливо, државна тајна и така натака. Значи, со степен на доверливост, они не смееле по ниеден основ. Пазете, ние често пати имаме, еве јас не случајно реков, нашите министри сега ќе користат годишен одмор, така? Да. Со време на годишен одмор тој ќе може да појде на одмор по негова желба, по негова дестинација, за пари, за сопствени пари, за сопствено плаќање, не на државен трошок, пошто е на годишен, не на државен трошок, ќе појдам на одмор, јас каде што сакам. Ме разбирате? Значи, затоа викаме, но и во таков случај, еве да предпоставиме дека некој од нашите министри ќе појде на одмор во Грција. Одат. Не, дека ќе да предпостави. Луѓе се, нормално е дека ќе појдат. Република Грција и тамо ќе си преземит одредени безбедносни мерки и процедури. Значи, со самото тоа што тој избран функционер ќе влези со дипломатски пасош. Значи, затоа викам дека овај скандал и она што се случи ова што се случи со палењето, ајде да држиме до она судскава постапка како што е до палењето на Има тука серија, тоа е серија, да, сето тоа, значи само ги заоструваат политичките односи. Пазете, меѓу македонците и меѓу бугарите нема голема омраза, да не се лажиме, меѓу граѓаните функционира. Зашто да има? Функционираат бизниси, функционира здравство, функционираат образование, се студираат размена на студенти, функционира се живо и диво, ме разбирате? Зошто да не функционира? Зошто да не функционира, така? Зошто ние сме два блиски народи не кои само што живееме на... ние еден до друг ние, пазете, не можете мене да ме нападнете од исток, да ме нападнете Ирска. Проблемот е што така. Политички не политичките несогласувања се одраз на многу поширока и подлабока анализа. Значи, во делот на она што викаме тие политички недоразбирања помеѓу Република Бугарија
Од незиното основање во 1878 година до ден денес нема да се надминат додека тоа прашање не си го затворат големите сили. Значи тоа прашање е отворено 1878 година со Сан Стефанскиот мировен договор. Односно, ја што викам свадбениот поклон од Русија према Република Бугарија и давање на сите овие територии во нивна на 3 март, знаете, нели, Сан Стефанскиот договор. Од тој момент влијанието на врховистичката политика и потрагата по нов идентитет на бугарите до ден денеска е еднаква 150 години и јаче од 150 години, но ние тој проблем не можеме да го решиме затоа што не е наш проблем. Не е наш проблем. Тој проблем нас ни е наметнат. А може да го решат само големите сили кои што го наметнале тој проблем. Видете се, проблемот да не одиме сега. Проблемот е во повеќе леери, како да кажам, и идентитетскиот проблем што Бугарија си го има внатре, сака да го прелее на нас. Така е. За жал има политички субјекти во Македонија кои прифаќаат да биде тоа прелеано, има политички субјекти кои не прифаќаат да биде тоа прелеано. Суштината е што и да се случува во однос на таа работа. Ние гледаме екстремно големи провокации. Ама и уште че ги има. За жал уште че ги има. Значи го имавме случајот Пендиков, каде што дилер на дрога од Охридско беше прикажан како жртва. Како жртва. Го имаме случајот палењето во Битола на добро се, тоа може да е и дело од омраза, тука веќе не навлегуваме. Не, како случај, како ексцес, како. Го имаме во Скопје, кога го најдоа припадникот на ромската етничка заедница што демек ја искрши вратата на бугарската амбасада, стакло што мааше со чекан. Така. Го имаме сега овој господин што ги запали гумите на две возило кои заедно се стари 50 години. Добро. Тоа автомобилите се негде 2010, 8, 12. Дури не ми наликуваат на дипломатски возила, ама добро, тоа е друго. Има регистарска табличка дипломатска, крај. Да, ама сега прашањето е, ако некој сака да предизвика инцидент, дали ќе го запали новиот Мерцедес или тоа? Така. Сега одиме понатам. Трета работа е, случајот има еден во Штипско со една собраќајка која е... Ама има многу такви случаи кои што се злоупотребуваат. Со смртни последици, па таа се покажува демек затоа што не се дозволува на тој што го ја предизвикал сообраќајката да излезе во Бугарија, дека тоа било исто пресинг кон бугарите, зборуваме за некој што убил човек во сообраќајка, да, знаеш. И сега имаме такви низа на случаи, извини, има такви низа на случаи кои се наметнуваат постојано. Во бугарското собрание имаше расправа дека треба да влезат да направат специјална воена операција. Така, во директно Македонија за објавување на малце претеруваат. Ма не да претеруваат. Јас дури пази, сега реков, малку ќе искарикирам. Они од најобичен настан, кривично правен настан, било да е тоа собрајање незгодна, било да е ова, било да е она, они сакаат да прикажат и да му дадат политичка конотација. Тоа е исто како сега јас овде, да почнам да се глупирам и да кажувам бугарите ги малтретираа македонците што ги фатија со 4 камиони шверц цигари во Благоевград, ме разбираш? И сега нормално дека секој ќе рече што плескат ова будала, што плескат ова, тие се криминалци таму влегле да направат огромни профити, овај вика дека ги значи пазете. Тие действија вие не можете да ги подвргнувате како дипломатски ексцеси и дипломатски скандали. Дипломатските ексцеси и дипломатските скандали се точно кога се провалуваат званичните ноти за размена, начин на комуникација меѓу државата, ова што сега се случи. И тука можеме да разговараме за дипломатски скандал. Можеме да разговараме за дипломатски скандал кога во званична институција, влада, собрание, министерство и така натака, ќе се повикуваат на ширење на расна, верска, национална омраза, закани со безбедност и така. Значи тоа можеме да го подвргнеме во делот на дипломатските скандали. Ма знаете како е, станува збор за една држава која е многу немоќна држава.
Они не можат да извадат евро со бугарски овакво тоа што им следува, ги блокира. Може да мислиш колку се небитни, кога во Европската унија, кога не може еврото, ставија кирилицата, ја прикажа како бугарска азбука и тоа не ги блокира полска ли, словачка ли, чешка ли, ги блокира Грција. И века, чекај, што правите вие сега? Второ, има ситуација, се сеќавате, Румен Радев, кој му се закануваше сега на Трамп, или укинете ни визи, или авионите. И знаете ли како му беше одговорено од Америка на тоа на Румен Радев? Никој не влезе у полемика со него, отида да си ги собра авионите, ама ај сега ќе видиме како ќе се одрази на безбедноста на Бугарија. На безбедноста на... Знаеш како? Тоа секојаш која голема сила као Соединетите Американски држави. Ако ви одговори, ако вие влезете у полемика и викаш добро, сега може ќе се договориме нешто. Која ви игнорира. Тоа знаеш што значи? Љупчо, јас одамна тоа сум го коментирал и неколку наврати. Големите сили се тие кои што одлучуваат во една ситуација кога има неколку изјави на највисоките руски политичари дека Бугарија ќе биде поделена на 3 држави и дека нема да постои како таква во Средоземјето, значи на Црно море. Тогаш некој треба да се запрашат зошто Радев направи таква глупост кога ти се караш со најмоćниот. Некој треба да те заштити. Исто е тоа како она што викаме. Зошто гаранциите морам да излезам малку од темава. Гаранцијата према Преспарскиот договор и неговата примена беше по влегување на Република Македонија во НАТО и таа беше општо прифатена, зошто? Затоа што оваа територија му требаше на НАТО и ако требаше за уши ќе не внесат во НАТО и Грција не смееше да коментират, него мораше да ги почитува тие гаранции дадени, а сега кога влезот во Европската унија и не е така битен, вие гледате дека една Бугарија или било и Европската унија не сакаат да прифатат иста таква гаранција. Уставни измени, да, ама по влезот на Република Македонија со полноправно членство во Европската унија. Ме разбирате што сакам да кажам? Значи ја гледате моќта и интересите на големите сили. Тоа ми е зборот. Моќта и интересите на големите сили. Интересот на Соединетите Американски држави беше Република Македонија посека уште од 2008 година, они да може и во 2008 година Грција да не... Извини, Весислав Бирко веќе да, вие сте многу мокни, не. Ние за разлика од вас немаме алузија дека сме многу мокни. Да се разбереме. Единствената разлика помеѓу Македонија и Бугарија, ние сме свесни за нашата небитност. Вие, господо, не може едно евро, значи евро, не може да има сликот на Бугарија. И вие ни се прикажувате една банкнота од 2 евра, више никој не ги користи, сите плаќаат со картици. И вие, значи, вие може да глумите моќ само на нас, се до моментот додека не ве распуца. Значи, додека не дое некој не ви рече ај шетај од тука и после ќе се повлечете. Исто како што го платшифте, нели, Трамп со авионите. Дозволи. Колку е нивната моќ? Еве колку е нивната моќ. Кога Германија оцени дека Бугарија и Румунија и требат во Европска унија, го врати Саксо-Бургоски, така, кралската лоза, им ја донесе, ги донесоа сите закони што им ги напиша Германија на ливче, што све треба да донесат и они станаат членка на Европска унија без да исполнат. Многу повеќе сте од нас. Ако ние сме најневажната држава во Европа, точно тоа. Ама пази, вие сте само втората најневажна држава во Европа. Ама пази. Како да ви објаснам? Не случајно јас реков, они немаат добиено, они немаат. Брука сте, човек. Како да ти објаснам? Грција, знаеш ли што е? Знаеш ли што е Грција за вас? Гигант. Чекај сега. Гигант е Грција за вас. И ние, господо, 20 години се бутавме со Грција. Нешто добивме на крај колку толку, па за вас. А да има као бугарска скупштина да ве растуриме. Не знам како да ви објаснам. Вакви примитивни работи, извини, од типот движењето на фамилијата на некој да му ја објавиш. На лидер, на соседна држава. Ваква селјачка примитивна работа може да направи само немокна држава. Држава што нема друга никаква мок и удира на ова, мислам. Нека излезе. Ова говори меѓу другото
и за вашата немок Нека и излезат вашата желба по секоја цена да направите дипломатска провокација. Вака се одговарат на тие. Нека излезат со еден податок дека од формирање на независна Република Бугарија 1878 година, дека они како бугари во нешто биле победници. Прво, 1878 година добиваат територии свадбен поклон од Русија. Русија ги ослободува, и ги создават како држава. Свадбен поклон, и тоа таков свадбен поклон, знаеш само кој дава, само цариници кањас. Да не се лажиме. Не, тоа е огромен, тоа е првата работа. Втората работа, се што добиваат во време на Првата светска војна и на Балканските војни добиваат благодарение на Австро-Унгарија и на Германија. Они ништо не освоиле, ништо апсолутно. Во Втората светска војна се фашисти. Исто така, пак се што работеле, правеле за интерес на Германија и на Оската. Така? Да. Им дошол Жуков со тенкови, преку ноќ ги прекрстил. Од фашисти ги направил комунисти. Сите, и тоа знаеш како земале? Во строј земале комунистички книжки. Ме разбираш зошто? Затоа што Жуков шамарел, пепал. Значи, и сега они кажуваат за некаква моќ. Тие не се ни битен фактор, но се на таа територија, која што дефинитивно како територија е интересна за големите сили. Тоа никој не може да го порекне. Истото, значи, целиот Балкан и сите државички кои што ги создадоа на Балканов ги создадоа за да може да го контролираат, затоа што Балканот како територија е интересен за големите сили, за транспорти, за економии, за развој, за се. Види. За се. Оваа цела политика во однос на европските интеграции доаѓа поради Франција не сака да се проширува ЕУ. Така. И они сега Ама Германија е животно заинтересирана за проширување. Има па друг проблем. Сега Франција пошто не сака, не знам колку е Германија животно заинтересирана и тоа затоа што Франција не сака, Бугарија само ја завршува Валканата работа на Франција. Да. И затоа го коментирам ова. Значи, сите ние, за разлика од Бугарија, ние, Вардарскиот дел на Македонија, е крваво ослободен и е првата територија во Европа 1944 година целосно ослободена само од македонските единици. Тука не учествувале, немој некој со погрешни бројки. Кој е минорен е бројот на срби, минорен е бројот на било кои други националности кои учествувале во македонските бригади. Минорен е бројот. Да не се лажиме. 39.000 мртви се дадени, од кои што 32.000 на фронт. И сега тие ќе кажуваат како е ослободена Вардарска Македонија. Значи, затоа викам, ние нешто сме постигнале визави тие кои што секогаш биле глодари, како да ти кажам, глодари кои што чекале, или хиени поточно, кои што чекале од мршата да гризнат нешто. Ете тоа се тие. Многу интересно што нема никаков одговор за правдањето. Знаеш, од страна на Бугарија, ова говори дека ова е проект на Весислава Петрова Чамова. Ама не, пазете, тоа е проект на врховистичката бугарска политика. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Добро, од каде доаѓа ова? Што мислат дека може да постигнат со ова? Која е победата голема дипломатска на Бугарија со тоа што објавиле дека семејството на премиерот било во Бугарија имало траса на движење? Видете, не можат они ништо да постигнат, генерално, значи дипломатски не можат ништо да постигнат, но овде опозицијата тоа ќе го злоупотребуваат во политички цели. Као, ние не сакаме бугари во устав, ама често сме гости во Бугарија, нашите семејства, нашите бизниси, па ќе почнат. Мислам, тоа е и целта. Целта во разузнавањето секогаш се методите на делување на разузнавачките служби. А кои се тие? Корупција на прво место, на второ место доаѓаат уцена, закана, грабнувања. Значи, тоа се методите кои што ги користат разузнавачките служби за да остварат одредени политички цели. Овде се праќат порака, во која што порака нашава опозиција, дал Господ ваква каква што е, јас сум дал клетва дека нема да ја коментирам, затоа што не заслужува да биде коментирана, со сето ова антимакедонско делување, они ќе продолжат оваа состојба да ја користат во антимакедонска пропаганда. Она што еден академик, односно
кажа дека нашата опозиција врши културен геноцид врз македонците, врз македонската популација. И мене тоа ме плаши што они долго време ова ќе го верглат и ќе бараат нови дипломатски скандали да бидат лиферувани. И затоа јас не случајно викам дека проблемот на Бугарија е буџетот на Бугарија од незиното создавање наменет за врховизмот и врховистичките чети и нивното делување во Република Македонија до ден денешен, тој никој пат не е прекинат. Гледаме ли криминално действување? Например, има ситуации во кои што овие кои беа тоа се црни пари. Не знам, во голем дел од овие дипломатско-човечки скандали се вмешани луѓе осудени во детонатор, да речеме, во таа група. Тие се најдобри за регрутација. Значи, кога регрутирате извршители за валканите работи, секој пат барате лица кои што се лесни. Односно, прво, лесно можете да ги искорумпирате, значи онаја што викам сребролюбци. Второ, лесни се за уцена. Трето, лесни се за манипулација со ветување на некои идни бенефити. Ме разбира, затоа што тоа се луѓе кои што со своето криминално миле секој пат уживале бенефиции и состојби во државата до моментот додека врз ними не биле превземени некои посериозни активности за докажување на нивното криминално делување. Вие многу убаво направивте паралела кога го спомнавме Педиков. Што викаме? Лице кое што било во криминалните води во трговијата со наркотици, наеднаш стануваат политичка жртва. И сега го шетаат по телевизија. И го шетаат по телевизија и така. И преку него и сега преку него се регрутираат нови лица, се плаќаат, се даваат пари, се даваат други материјални добра за прифаќање на бугарски идентитет и така натака. Ете, тоа е таа структура, ете, тоа е она. Па дури ако сакате, веќе се вратиме и во периодот и пред Илинденското восстание и било кој период. Како биле прогласувани врховистичките чети во Република Македонија, че ангажираа 10 луѓе, че им дадат по еден, јас што викам по едно кесе златници и тој четата негова ја прогласува за врховистичка чета, односно за бугарска ослободителна чета. Па после пишуваме ние денеска кое какви судири помеѓу просрпски чети, пробугарски, прогрчки, не знам вакви, не знам такви, а никаде ги нема. Сите тие се бореле, пазете да е трагедијата најголема, сите тие се бореле за независна Македонија. А сите имаат некоја етикета, прогрчки, просрпски, пробугарски и така натака, а сите се бореле за независна Република Македонија. И гледате контрадикторноста во целата таа состојба. Ете, затоа викаме, криминалното подземје, секој пат кога бара заштита, секој пат е најлесно за регрутација. Така и Педиков. Он си бараше заштита, си ја доби таа заштита, што вика сега како мала мечка го шетат од медиум по медиум во низ Бугарија, уживат бенефиции, добиваат пари, добиваат се што сакат, има постојано да се боцнит или да шмркнит. Крај, брат. Тој си ги остварил своите цели. Нема што да се смееш, Латев, тоа е тоа. Има постојано да се боцнете или да шмркнете. Од прилика мислам дека тука ја исцрпевме. Уште ми остана за Бугарија, уште ова ја затвараме емисијата. Гирчевски мултигруп делувањето во 90-тите. 90-тите, видете, мултигруп и сите оние... Вие сеќавате, ја не сеќавам на тие периоди. Ама не, пазете, имаше, например, најголемите бизнисмени во Бугарија со нафта, нафтени деривати, шверцот кој што одеше према блокадите тогаш, нели, санкциите према Сојузна Република Југославија, веќе Хрватска и Словенија беа дебело во војна, имаше ликвидации пред лифтови во Бугарија, одредени бизнисмени беа ликвидирани, па тога се создаде она криминогена група за одземање на моторни возила. Вие со моторно возило никој не можеше да влезе во Република Бугарија да не плати трекет. Чему го земат? Аз сум должен да проверам. Аз сум должен да проверам, што викаш, но тоа е периодот кога многу пари се наплатија од осигурителните компании за оние скапи луксузни возила по Западна Европа, каде што дури и одредени луѓе влегуваа во трговијата. Па на крајот на крештата и господинот Бојко Борисов беше дел од
сите тие активности, значи има и процеси за таа работа, и така натака. Тога се слеа многу пари од криминалот во Република Бугарија. 92 година со една червена се купува 100 лева. Толку беше платата во Република Бугарија, да. Денес Бугарија економски за среќа е подобра, но е далеку позависна од ЕУ, од една Унгарија. Мултигруп после влезе со делот на трговијата со влечено железо во градежништвото, влезе во делот на трговијата со шеќер, па со работките овде, па црните пазари и така натака. Значи така се создава богатствата на одредени ситуации, на одредена групација олигарси, која што се создаваше и во Република Македонија, и во Бугарија, и во Србија. Начинот на создавање на тие олигархиски групи е еднаков. Еднаков е све со таа приватизација, но во Бугарија имаше и неколку нарачани ликвидации, кои што до ден денеска не се расветлени. Значи неколку и тоа ликвидации пред лив цело семејство. Цело семејство, значи човекот со сопругата и двете деца. Значи имаш неколку такви случаи. Љубомир Ѓурчевски, безбедносен аналитичар, ти благодарам. Идејата на оваа емисија беше да биде компактна и да ја обработиме само Бугарија. Мислам дека убаво објаснивме каде е дипломатскиот проблем. Пробавме да ја објасниме и генезата и најважно од се е ви сте песимист, исто како премиерот, дека тешко може да дојде до смирување на состојбата. На релација без посредување и без реална оценка од страна на големите сили, на кој што ќе и бидит укажано на Република Бугарија, ала, вие ни една пресуда не извршувате на судот за човекови права, а вие барате нешто. Ајде таму спроведете, признајте ги малцинските права, не само на македонците, и на сите други останати и така натака, но тогаш ќе се вратиме на изјавата на Тодор Живков од 60-тите години, како викат, ако ги признаеме македонците, нема да има бугари во Бугарија. Свеќате поентата на таа негова изјава. И сега, вие одеднаш во една таква констатација, помирувањето и решавањето на овој проблем ќе биде само со реално дипломатско делување на големите сили, пред се Франција и Велика Британија. И Велика Британија не е во ЕУ, така што има ограничена моќ. Не, Велика Британија се уште има моќ, да не се лажиме. Значи кога имаше моќ Стармер да ги викне и Макрон и Мерц во Лондон и овие да отрчаат одма, значи моќта на Велика Британија не е за подценување се уште. Јас не би ја подценувал. Тоа што јас си правам шеги и шали, тоа е сосема нешто друго, но не би ја подценувал. Не затоа што решавањето на европскиот проблем пак ќе оди на релација Лондон-Москва, тоа да не се лажиме, значи немајте да мислите дека Брисел ќе биде вклучен во тие преговори, него ќе оди на релација Лондон-Москва и така ќе се решава тој проблем, и во тој проблем, во таа конотација ќе бидат решени ова, иначе дека бугарите ќе отстапат од тие врховистички идеи од 1878 година нема шанс. Не, добро, реално Бугарија е, како се вика, ако гледаме географскиот комплот на Бугарија, гледаме дека Бугарија има окупирано дел од Грција, тоа е Тракија, има окупирано дел од територијата на Македонија, од Пиринскиот дел, од Румунија, мал дел од Румунија и останува само Мизија, нели, што е субстратот на денешна Бугарија, но тоа би можело во некои преговори да се... Како викаме, значи првата царска столица, викаме јазикот кој што се зборуваше во 7 век на првата царска столица на Бугарија, Хан Аспарух, нели, не го разбираа широките народни маси. Бугарската историја тоа го пишуваат, не го пишував. Јас зборував за разговарав, ми кажува... Не го пишував јас, тоа го пишуваат бугарската историја. И болката на секој бугарин, втората бугарска столица што ја барат во Самуиловата тврдина во Охрид. Тоа е најголемата болка. Тоа е најголемата болка на бугарската историја. Драго ми е што Грција има за сојузник во оваа работа. Грција ја имаме. Фала Богу нешто позитивно да излезе од Преспанскиот договор. Пази, Грција ја имаме за сојузник затоа што па и Грција според сите тие меѓународни состојби има окупирано територии. Грција барајте, а јас да сум грк, јас секој пат ќе се гордеам со идентитетот на Спарта и на Атина. Значи тоа се античките држави. Македонија е дел од античката Македонија не е дел, историја. Не е дел ниту Тесалија, ниту Тракија.
Ниту Тракија е дел како не. Сега бугарите имаат окупирано. Кога е? Тракија е дел од Грција и Македонија е дел од Грција и готово. Леле, окупирани територии 1913. Тракија. Не ми прави дипломатски проблеми, сега наоѓам сојузници тука ти глупости, да не можам да се разберам. Значи, пази. Абе лажете, ало. Идел Борис Сарафов, ги лажел бугарите дека е бугарин, ги лажел србите дека е србин. Ќе се скараме. Само за независна Македонија. На крај ќе се скараме. Значи Борис Сарафов иде кај српски мини, има записи тоа. И вика, слушај, со вас ќе бидеме, дајте вие пари, ќе ги баталиме вие. Овие вика, ќе избркаме и екзархија и се. И сега ти, наместо на таа паметна идеја на делување да земеме да ги играме ова будали, вие Срби ве ги изигравме. Ама чекај сега, дозволи кочи малку. Ај закочи малку. Биди парламентарен. Да ги земеме. Ама биди и ти парламентарен. сега на сета таа ми рушиш мене стратегија тука, Македо антика ми влагаш. Гајле ми е шо било антика. Сега е битно што. Ама чекај. Грција мора да не биде наш сојузник. Ама дозволи, јас што те прашав. Која година Тесалија, Тракија и Македонија стануваат делови од Грција? После Балканските војни. Крај. Прето биле дел од Турција. Не, ама и пред тоа ќе се Кирил и Методи се наши заеднички историски фигури со Грција. Ама неспорно. Они се од денешна Грција. Византици биле по потекло. Неспорно. Писменоста тие ширеле кај сите Словени и тие се личности на цел словенски народ. Нормално. И не може. Не викаме ние дека се само македонци, не се лупаме ние во гради. Грција има дел од словенската култура на територија на Грција. Ама јас тоа го прифаќам. Јас тоа го прифаќам. Овие сиротија не можат на 2 евра да стават дека е буга и веле сила. Тие се далеку од веле сила. Сега па нарочито сега како што се случи овој дипломатски газ со авионите и со им прекуте американци добро. Не пречуте, ама сега ако залетат некој дрон, ако залетат од Русија, нема да залета дрон. Туку кој нема да залета? Најмалку кого очекуваат ќе се добие. Јас се кладам со кој сакат нека дојди дека прашањето на Европа ќе се решават помеѓу Лондон и Москва. Никој друг. Љубомир Ѓорѓичевски, ти благодарам, почитувани слушатели, останете со 98,1 FM, се гледаме повторно утре.